Во момент кога тензиите околу румунскиот теснец се зголемуваат, се појавува нов тип на измама поврзана со крипто која директно ја користи целата ситуација. Измамници се представуваат како ирански власти и контактираат бродови кои се заглавени во регионот. Од нив бараат плаќање во криптовалути за да им дозволат безбеден премин низ теснецот. Овие пораки изгледаат убедливо затоа што доаѓаат во време на реална нестабилност и ризик. Компаниите веќе се под притисок, а ваквите пораки звучат како решение во критичен момент. Но според безбедносни извори не станува збор за официјални барања, туку за организирана измама која таргетира токму вакви ситуации. Измамниците испраќаат пораки до компаниите и тврдат дека можат да обезбедат безбедно движење, но само ако се направи криптотрансакција. И тука е клучниот момент. Тие користат комбинацијата од страв, итност и геополитички притисок за да создадат доверба. Румунскиот теснец е еден од најважните поморски премини во светот, низ кој поминува голем дел од глобалниот транспорт. Секое нарушување тамо веднаш се чувствува на глобално ниво. И токму поради тоа, ваквите измами имаат поголема шанса да успеат. Кога ситуацијата е неизвестна, луѓето побрзо носат одлуки. Дополнително, криптовалутите во вакви случаи се избираат затоа што трансакциите се брзи, директни и тешко се враќаат. Тоа ги прави многу погодни за ваков тип измами. Властите и безбедносните организации веќе предупредуваат компаниите да не одговараат на вакви пораки и да не прават плаќања без официјална потврда. Ова покажува една поширока слика. Криптото веќе не е само за тргување или инвестиции. Се користи во реални, дури и чувствителни ситуации поврзани со глобални настани. Но со тоа доаѓа нов ризик, измами кои стануваат се попаметни и подобро прилагодени на моментот. И ова веројатно нема да биде последен случај. Прашањето е дали ваквите ситуации ќе ја намалат довербата во крипто или ќе направат луѓето едноставно да станат повнимателни како го користат.